Добар ден, дозволете ми најнапред во пресрет на новата година, најпрво да посакам среќна нова 2020 година на вас представниците, медиумите, гледачите, до кои што допира вашиот сигнал, да посакам многу здравје, многу среќа, многу љубов. Еве денес символично на Пладне го дочекавме заедно со златните славејшиња Дедо Мраз, со што и официјално започна новогодишната програма која што градот Скопје ја организираше со цел за пречек на новата 2020 година. Вечерва очекувам дека ќе имаме многу добра забава, градот е преполни со странски туристи, со многу наши луѓе од државата, очекуваме над 50.000 луѓе на плоштадот. Официјалната програма започна од 20 часот и 30 минути. Тука ни се джипси, супер джипси, па супер хик. И на крај некаде околу 22 часот и 45 минути се очекува настапот на големата регионална звезда Дино Мерлин, со чија што музика всушност ќе ја пречекаме заедно со големиот огномет кој што го организираме, ќе ја пречекаме новата 2020 година. Ги повикувам скопјани, ги повикувам граѓаните на државата, во што е можно поголем број да дојдат на новогодишна, на пречекот на новата година на градскиот плоштад, да уживаме во забавата, да се дружиме едни со други. Љубовта помеѓу луѓето е таа што не разликува од останатиот жив свет на земјата, и јас повикувам на една сплотеност, на еден мир, на еден спокој, на една среќа, да внимаваме на безбедноста која што ќе биде, да речем, со поголем ризик, имајќи во предвид гужвите, и да внимаваме кој што и како и со петардите, и со алкохолот, со тие сите несакани действија што може да се јават во текот на новогодишната забава. На крај ве повикувам и вас, секој од вас поединечно, во колку не сте на вашите работни места, да дојдете на новогодишната забава. Јас очекувам дека навистина добро ќе споминеме. Благодарам. Мила нова година веќе направа. Исполни вашите желби, нели? Сите дечиња заслужуваат подарок и затоа Дедо Мраз дојде овде кај вас. Носам подароци, ќе исполнуваме желби, ќе се радуваме, ќе пееме, ќе се смееме и ќе се дочекаме новата година. Бидеш знаење за кога ќе пораснеш да бидеш силен и моќен. А кога сме кај знаењето, некои дечиња ми велат: Дедо Мраз, може ми подариш една петка? Не, велам, никако петки, нема делење петки. Не, петките се заслужуваат. Треба од Лапонија преку Јапонија, опцуп тука во Македонија да се дружиме сите заедно. Да, мили мој, јас да ви кажам право, сум тргнал, па Бога. Драги дечиња, еве дојде Дедо Мраз, јас искрено се надевам дека он вечерва ќе исполни обврската што ја има, а тоа е во секој ваш дом, под секоја ваша елка, да остави новогодишно пакетче. Затоа што вие сте најдобрите дечиња на светот, најумните дечиња на светот, и јас знам дека секој од вас со радост оди на училиште и учи, оди во градинка и ги слуша мама и тато. Затоа Дедо Мраз ни е тука, затоа што бевте толку добри оваа година. Ние се потрудивме оваа година да го направиме нашиот град поубав. Другата година што ќе дојде, уште повеќе ќе работиме, затоа што на вас сакам, кога ќе ви остане овој град, да биде најубавиот град на светот како што е. Вас поголемите ве повикувам заедно да бидеме во таа битка. Од нас секој поединечно зависи колку е убав град, колку е убаво ова Скопје. А јас сум убеден дека секој од нас го сака Скопје најмногу со целото свое срце, затоа што Скопје е нашиот голем и вистински дом. Дечиња, да ви посакам многу здравје, многу среќа, многу играчки, многу љубов, да ги сакате родителите, да ги сакате своите другарчиња, да ги сакате учителките. Вам големите дозволете ми да ви посакам многу здравје, среќа, берикет, љубов, да се сакаме едни со други, затоа што само љубовта, само сплотеноста е таа што овој град ќе го направи она што навистина е најубав град на светот, со најдобрите луѓе што живеат во него. Среќна ви нова 2020 година, живи и здрави да сте ми сите. Повели Дедо Мраз. Уште еднаш, среќна ви нова година, бидете ми здрави и живи, и како што реше нашиот татко на градот, наутро, кога ќе се разбудите, во првиот ден во новата година, под секоја елка ќе ве чека подарок. А вашите желби Дедо Мраз ќе ги исполни. Ако не можем сам, тука ни е градоначалникот, тој ќе ни помогне, и да вистина овој град ќе ни биде најубавиот град на светот. До видување, до следното видување, мили мои.
дечињата, ги изчистив санките, ги дотерав, ги наполнив со подароци и тргнав. И пат подозрев, колкав голем пат, долг пат за да стигнам овде кај вас. Затоа што, како што реков, секој едно детенце заслужува да добие подарок. И морам да стигнам до крај, до последното место, до последното село, до последниот град, до секоја точка на земјината топка, до секој едно детенце. И што е уште поважно е тоа што на дечињата треба да им пружиме љубов, затоа што тие тоа го заслужуваат. Весели да растете големи, да ги слушате мама и тато, баба и дедо, сите стринки, тетки и да добиете на училиште еден куп петки. Бидете ми здрави, живи, радосни, весели и да растете големи. Среќна ви нова година, мили мои. Тоа е од Дедо Мраз. А сега јас ќе го повикам нашиот татко на градот, нашиот градоначалник.